Бескрупулозна манипулација со деца за верски и политички цели или граѓанска иницијатива за обновување на верската традиција. Масовната новокомпонирана Бадникова поворка ја подели јавност. Организаторите се оградуваат од мешаност на политиката и на црквата. Граѓаните кои сесрно помагаа бегаат сега од одговори. Просветниот инспекторат и народниот правобранител со истрага. Дали се злоупотребени децата и училиштата. Вечерва во топ тема на ваша страна на оваа тема, но малку надградена и проширена. За секуларизмот, односот на државата, политиката и црквата. Се вулгаризира ли секуларизмот или се врши верска индоктринација со опасна политичка инфилтрација? Тоа е првата тема во првото издание на топ тема на ваша страна за оваа година. Од многу предизвици кои што очигледно ги има пред нас, го одбравме овој. Останете со нас, почнуваме за кратко. Добро вечер и добре дојдовте во првото издание на топ тема на ваша страна за оваа година. Година очигледно на многу предизвици, од кои што ние одбравме еден. Празнувањето на Бадник со една нововостановена традиција. Импресивна според бројноста, според реакциите скандалозна, поради навидом вплетеноста во неа на црквата, државата и политиката во според многу оценки, злоупотреба на учениците за политички цели. Дали е тоа така или не, аргументите за и против вечерва ги бараме со моите вечерашни гости. Господин Драги Змијанац, председател на Детската амбасада Мегешим, добро вечер и добре дојдовте. Отец Ивица Тодоров, добро вечер и добре дојдовте. Ви благодарам што прифативте да дојдете во лично својство, бидејќи МПЦ одби да испрати свој представник. И господин Мергелен Демири, асистент на Институтот за општествени и хуманистички науки во Скопје. Имаме прилог кој што ќе го погледнеме подоцна како подсетување, меѓутоа еве за вовет, господине Змијанец, веднаш со вас. Следеше остра реакција дека станува збор за класична злоупотреба на деца. Имавте возвратен одговор со контраконвенции, контрацитати од членови на конвенции за права на деца, за религиски слободи и така натаму. Кои се вашите аргументи и натаму? Прво, пред да ги кажем аргументите, благодарам за поканата. Морам да изразам благодарност и за составот кој ќе биде денес присутен да дебатира за оваа тема. И се надевам дека луѓето кои ги познавам нема да ми ја отапат острицата да бидам доволно критичен кон настанот за кој во јавноста го критикувавме и го дефиниравме како додворување на политичарите кон црквата и искористување на децата преку верски обреди, традиции за себе промоција во едно многу добро синхронизирано, организирано и оркестрирано делување каде што успеа да соберат со организиран превоз, независно дали ќе наплатат и испорачат фактура на 7350 деца, да ги посетат градоначалниците кои се одговорни за многу поприоритетни проблеми и теми кои ги мачат децата, отколку да им подарат пакетчиња и други подароци. Морам да нагласам дека имаме додворување на политиката кон црквата или лукративно користење на верата од страна на црквата за додворување кон власт? Може и двете. Мислевме дека со претходната власт ќе заврши таа приказна, дека новата актуелна власт како Социјалдемократски сојуз ќе го запазува секуларизмот, а верата и личното убедување како приватна работа ќе си остане во домот и во верските храмови, во црквата, во исламската верска заедница. Меѓутоа, проблематична е оваа ситуација, опасна, посебно што Македонија е мултиконфесионална, мултиетничка држава, каде што замислите на секој ваков празник да се организираат и другите религии со организирани поворки на толкав број на деца. Тоа е некаква упатување на некаква порака
Јас сметам дека верското убедување треба да биде приватна работа и секој да си го практикува домот и како што нагласи во верскиот храм, но ова со политичариве навистина е проблематично, посебно ако Министерството за образование и наука утврди дека училиштата и училиштата биле логистички користени за обезбедување на ваков разговараме број на деца. за сето тоа. Отец Ивица, кој е вашиот став? Ќе го видиме прилогот, ќе имаме многу аргументи, но е една првична оценка. Значи јас самиот сум сведок за целиот овој процес, како започна ова иницијатива и познавам и луѓето кои го започнаа сето ова. И јас во многу нешта не би се сложил со мојот драг пријател Драган, ние сме добри пријатели, тоа, но за многу нешта не би се согласил затоа што не се така поставени нештата како што беа кажани од негова страна. Значи првин околу секуларизмот. Значи во Република Македонија јас сум учествувал на многу дебати, разговори, семинари и така натаму. Јас сакам прво вака да ја поделиме, да ја поделиме малку работата доколку е можно, значи прво да ги разјасниме што ни се случи со поворката, а потоа да ја прошириме темата на односот секуларност држава, како ја сваќаме секуларноста или ја не сваќаме погрешно. Тука се работи за една иницијатива, значи на православни верници кои навистина чувствуваа потреба некои пракси кои во еден подолг временски период на атеизација беа влезени така во практикување, особено на помладата генерација, тоа на коледари, тоа на коледарска песма, Коледе леде, која е магиска, глупава дури и така натаму и така натаму. Значи, како што се подигнуваше сознанието за вистинското практикување и значење на Божиќ, односно на денот на Христовото раѓање, така и луѓето во црквата, односно во заедницата, црква не е институција, туку заедница на Христови ученици, па и оние луѓе кои можеби не се толку директно вклучени во животот на црквата, но се еве и традиционални верници, но тие осознава дека нешто треба да се смени. И тој процес всушност не од оваа поворка или Тој процес трае од 2011 година и секоја година први тие луѓе одат кај председателот на државата. Председателот на државата го поддржува во последните 4 години. Ќе го видиме сето тоа и ќе го објасниме. Меѓутоа ме збунува сега ова велите Коледе леде, која што еве сите ја памтиме веројатно од дечиње е магиска и глупава, а ова нова компонираниот вечниот Бог е каква? Тоа не е ново компонирано. Значи, вака, воопшто не се така нештата. Значи, во еден период на атеизација, поради нештата што се случува во нашето општество, црквата и како институција и како заедница беше тргната од општествениот простор. Таква беше состојбата, таква беше идеологијата и така натаму. Сега црквата и како институција и како заедница, значи, кога говорам црквата како заедница, под тоа ги подразбирам сите низини членови. Значи црквата повторно се враќа таму кај што е местото и во општествениот простор, не да наметнува, значи ние сме секуларно општество, да, црквата е само еден од факторите во секуларното општество, но таа не може да биде вратена таму каде што атеистите во таа идеолошка состојба како што ни ја наметнуваа, црквата ја ставија да ја дефинираа само како интимно доживување на верата и црквата, односно верата, да се практикува само во верскиот празник. Да го узурпира јавниот простор и да се наметнува на јавниот простор со вакви масовни... Значи, чиј е јавниот простор? Јавниот простор е на граѓаните на Република Македонија. Еден огромен процент... Кога зборувам на јавен простор, мислам употреба на училишта, државни институции и ресурси. Јас ова прашање сум го поставувал на многумина, ќе го поставам и тука еве сега. Значи вака, нашите сограѓани албанци, кои се 25-30%, не знам колку се, немаме попуси, така натаму. Тие велат според нашата бројка и така, толку колку што сме ние плаќаме данок и во однос на тоа ние сакаме, затоа што плаќаме данок, учествуваме во животот на државата, ние да добиваме бенефици од таа држава, што држи вода. Сега, во дадениот контекст, еден огромен процент, од 70, скоро 80% се христијани, од кои се 70 нешто проценти православни христијани, македонци, срби, власи, не е битно кои се православни христијани. Ние сме граѓани на ова општество. Ние плаќаме данок во ова општество.
Само каде сме црквата ние? не плаќа данок, ќе дојдеме и до Не е точно тоа. ли тоа? Не е ли точно? Значи, многу работи не се знаат, за многу работи луѓето не се информирани, затоа се создаваат предрасуди. Ќе почнеме една по една да го слушнеме Мергилен, па ќе го Мариглен се извинувам. Мариглен, кога ќе се земат сите елементи, граѓанска организација, широко поддржана и прифатена очигледно од црквата, ќе ги видиме аргументите за тоа и во прилогот, дел од нив имам и тука, и исто така широко поддржана од градоначалници кои што сега бегаат од одговори на прашањата што направивте, не се случи што? Добро, значи сметам дека во суштина она што го кажа мојот соговорник, да, со атеизацијата, тоа мислам дека делумно има некаква вистина, дека црквата во претходниот систем беше, како да кажам, делумно, не целосно тргната од јавноста, односно од јавната сцена. Беше маргинализирана. Да се доискажа. Значи беше тргната, меѓутоа не беше до крај маргинализирана, затоа што македонската православна црква беше присутна, имаше свој клер и истата функционираше. Сметам дека мислам дека во суштина не можеме да ја избришеме црквата, односно религијата целосно од јавната сцена. И ова е многу сериозна тема. Оваа тема во 2004 година и Јирген Хабермас и овој другиот, како се вика, Ратцингер, например, папата ја уствари дебатирале како се вика, имало голема дебата во суштина, па во која што двете лица или овие две јавни личности дебатирале околу улогата на религијата во општеството. И во суштина заедничките, како да кажам, заклучоци биле дека во суштина религијата не можеме да isfрлиме целосно од општеството, меѓутоа треба при тоа да создадеме и религијата да си најде свое релевантно, социјално релевантно место со социјално релевантен јазик, на социјално релевантен режим на комуникација. Значи не можеме вака паланечки да собираме ние, па не знам, некои песни и така натаму, па некои звезди, што ти знам, па ги испеале, па са тие биле ангели, па другите не можат да кажат, па да ги критикуваат. Туку црквата во суштина, кога зборува црквата во јавност, тоа да не е злоупотреба на таа позиција, затоа што уствари црквата има моќ. Ова што го гледавме ова е ние, своевидна теза што ја наметнав и за која што ќе дебатираме, своевидна вулгаризација на секуларизмот од една страна или од друга страна фанатизација на верата. Узурпација на јавниот простор во заедно со политичката клика која што во овој случај на власт и која што ги усвојува сите виуги на моќта, принципи на моќта и ги репродуцира како и претходната, па со надеж да ги тоталитаризира до оној степен до ситуација на контрола на истите. И сметам дека ова, како да кажам, ова олицетворение на македонската паланка, па сметам дека говори за она до кој степен ние сме заглибени во мочуриштето на она на самата конзервативна диоптрија. Мислам дека ќе треба многу работа за да можеме да... Да, и од сите тројца многу интересни сегменти за понатамошниот тек на дебатата, но еве да се подсетиме што е поводот. Александар Манасиев не подсетува на случувањата, како дојде до масовната Бадникова поворка, што велат организаторите кои што
се огласија со изјава, меѓутоа одбија учество во вечерашнава емисија, а подоцна ќе слушнеме и дел од градоначалниците кои што ја поддржаа манифестацијата, но исто така одбиваат одговори. Сепак за старт, како вовед, пред дебатата за тезиве кои што ги наметнаа моите гости, прилогот на Александар Манасиев. Коледе леде се уште не излезе, но песната "Вечниот Бог" влезе и тоа директно на голема врата, онаа на градоначалниците. Верска традиција или политичка злоупотреба на деца? Ова е дилемата што ја отворија така наречените бадникови поворки од над 7000 деца, кои во повеќе од 20 градови населени места во земјава, поаѓајќи од црквите, затропаа на вратата на градските татковци. Наместо како досега со кеси полни со костени и бомбони, децата од бадниковите поворки парадираа со витлеемски звезди во рацете и пештери како символ на Христовото раѓање. Организатор е Сдруженијето за возобновување на православните традиции Бадникови поворки Скопје. Формално Сдруженијето во Централниот регистар постои од минатата година. Неформално, според тврдењето на организаторите, функционира од 2011-та. Но кој сега помага ова здружение? Тврдат дека се финансираат само од донации и оти немаат никаква политичка поддршка. Сепак нејасно е кој плаќа за ангажирањето на дронови, создавањето на неколку спотови, превоз и слично. Најголеми се сепак реакциите за злоупотреба на децата. Од Сдруженијето објаснуваат дека за секое вклучено дете поседуваат изјава за согласност од родител. На вистина не постои никаква основа за да се зборува за злоупотреба на деца. Ако децата доаѓаат со согласност од родител, јас на вистина не знам зошто воопшто би се реагирало. Посебно неоснована е реакцијата на господинот Драги Змијанац од Меѓаши, кој што вели дека децата се политички злоупотребени. Сдруженијето Бадникови поворки е здружение на граѓани. Станува збор за чисто граѓанска иницијатива, која што беше поддржана од поединци, групи, македонски фирми, политички партии апсолутно не сме контактирале. Според Саздова, ова здружение не е обоено со никакви партиски бои. И градоначалниците од ВМРО, и градоначалници од СДСМ и останати партии не примија, така што не гледам причина како тоа би не поврзале со било каква политика. Дел од гневот се истори на градоначалниците кои ги примија поворките. Градоначалникот на Скопје смета дека е легитимно право што ова здружение побарало прием и помош од локалната власт. Споменатото здружение се обрати до градот Скопје со две барања. Едното беше да ги примам децата како градоначалник на пеење коледарски песни и второто беше да ставиме на располагање дел од капацитетите на градот во смисол на јавното сообраќајно предпријатие, бидејќи тоа е единствениот субјект кој што може да превезе организирано поголем број на луѓе, во овој случај деца. Сепак и покрај тврдењето за легитимност на Бадниковите поворки, Шилегов рече дека тој одбил да ги прими децата. Како градоначалник на Скопје сметав дека не е во ред да примам деца и тоа не го направив. Како градоначалник на Скопје сметав дека градот има капацитет и даде на располагање дел од автобусите кои што во текот на утрешниот ден, бидејќи не можеа да прецизираат колку е бројот, ќе бидат пребројани и ќе бидат фактурирани на организаторите или барателите на автобусите. Во градот Скопје, со ниту една институција со која што јас раководам или која што е под моја надлежност и јас како градоначалник, со ништо не беше нарушен уставниот принцип на секуларноста. Вчера стигна и фактурата на ЈСП, доставена до ова здружение на сума од безмалку 1000 евра. Ангажирани биле 18 автобуси кои ги превезувале децата низ Скопје. Од ЈСП не гледаат ништо спорно во ангажирањето на нивните автобуси за ваква цел. ЈСП Скопје организира и реализира договорен редовен и слободен превоз, односно сите заинтересирани клиенти за своји потреби можат да изнајмат автобус согласно постојниот ценовник. Во случајот станува збор за Сдруженијето Бадникови поворки, кое изнајми 18 автобуси и за која услуга е издадена фактура на сума од 52.360 денари согласно ценовникот. Голем број на познати личности пред се од естрадата ја поддржа акцијата Бадникови поворки. Истовремено, покрај поддршката, имаше и жестоки реакции, кои традиционално во земјава се пренесуваат главно преку социјалните медиуми.
Според Саздова, главни противници не се верниците, туку атеистите. Значи од муслиманите имаме поддршка, ако ви кажам дека имаме градови каде што нели сопственици на фирми кои што се муслимани ни доделуваа пакетчиња за децата. Што понатаму? Значи реакциите доаѓаат само исклучиво од луѓе кои што се декларираат и јавно дека се атеисти. Ним им пречи тоа што ние како православни христијани сме одлучиле достојно и достоинствено да си го празнуваме празникот, нешто на што имаме потполно право. Од Сдруженијето вела дека ќе продолжат со нивната главна цел, а тоа е обновување на древната православна традиција на прослава на Бадник и Божик со пеење на божикни песни. Ако до денес се пеело Коледе леде, од денес ќе се пее Вечниот Бог, а можеби од утре некоја трета песна. И тоа беше прилогот на Александар Манасиев и подсетување на дело до она што се случуваше. И сега она што одиме поред, се договоривме и во паузата, значи прво да го расчистиме овој дел. Има злоупотреба, нема злоупотреба на деца, па потоа ќе се префрлиме и пошироко на темата околу разбирањето или неразбирањето на секуларизмот, судирот, атеисти, теисти и така натаму. Накратко, господине. Јас ќе кажам, значи, навистина беше организацијата фантастична. Тоа немам зборови како успеа за толку кратко време да обезбедат токав број на деца и бидејќи го погледнав овој прилог, би ги замолил и јавно со обраќајно предпријатие и сите градоначалници да ни помогнат да заедно со група родители кои навистина се засегнати за здравјето на нивните деца, знаеме дека Скопје и уште 5 града, вклучувајќи Битола, Куманово, Кавадарци, Тетово се на топ 10 постојано по загаденоста по PM10 и 2,5, честички над 200 на микрограми на метар кубен, да ни организираат 18-20 превози. Верувам дека ќе успееме родителите да си се само организираат со нивните деца спонтано и да отидеме кај градските татковци, да им упатиме конкретни мерки и барања да се намали подитно загаденоста. Мислам дека државава мора да стави приоритет на потребите на децата во Република Македонија и пак сум сигурен дека на кого алудирате со оваа иронија дека ја помогнал целата оваа организација, бидејќи еве организаторите тврдат тоа е се само организира. Тоа е точно. Не знам, тоа е фантастично ако се само организирале, а не знам зашто има потреба политичарите се сликат со децата само момент. Која е таа потреба? Ако се само организирале, зашто не го направиле тоа по своје убедување? Што е потребата да одат кај сите градски татковци, општински и на град Скопје и да појдат децата таму на поклонение кај нив? Која е таа потреба? Значи, сега директен сведок сум за нештата и можам да говорам. Значи, веќе неколку месеци, особено последниот месец, еве и во нашата црковна општина Свети Петар и Павле Ѓорче Петров, наши верници кои имаат своји деца и така натаму, се собиравме, значи, во нашата сала и некои од верничките кои имаат повеќе слух и осет за музика ги учеа децата, своите деца, децата на останатите верници на оваа песна, затоа што ние сите се организиравме да учествуваме. Отец Ивица, не збориме за верата, за религијата, за традицијата, за песната, збориме за настанот, за тој организиран, синхронизиран настан на поворка која оди директно од општина до општина. Која е потребата на политичарите за еден таков настан? Значи, едно е... Немаат врска политичарите со ова. Зошто ги примија децата? Која е потребата нивна? Сега, тоа е друг момент. Зошто некој ги примил, зошто некој не ги примил, за тоа не би сакал да говорам, затоа што ја не сум информиран за тоа дали било вака или онака. Треба тие да си кажат. Значи, ја го знам следното. Значи, ова бадникарска поворка не се организира за прв пат. Значи, ова година, навистина, и ти благодарам за Конституцијата, дека навистина беше многу добро организирана, што за нас, православните македонци, покажува дека навистина добро се организираме, растеме, се развиваме, созреваме и квантитативно и квалитативно. Дали можеме да заклучиме дека сега па веќе црквата не е под атеистичкото истерување од страна на јавната фала му на Бога, не е така. Сега можеме да кажеме дека во суштина па црквата е таа која што ги истерува и ги напаѓа атеистите. Кого? Кој од црквата? Кој од црквата истерал некого или кој од црквата нападнал некого? Затоа што господјата на прилогот
кажа дека исклучиво од страна на атеистите. Атеистите се оние кои што во суштина... Може да цитирам што кажа. Добро, дека оние кои се декларира како атеисти, она конкретно мислеше за ставот на господјата Најчевска и така. На сите ние кои не се согласуваме со таа поворка, со пополнување на јавниот простор, на јавната сцена, со таа индоктринација на младите за кои што ние не можеме. Па индоктринација, тоа се истите механизми кои што конзервативната логика ги перпетуира постојано во јавноста. И од тие деца што ќе очекувате вие после, да не очекувате критички, дали очекувате од тие деца дека критички ќе се однесуваат? Значи, само момент. Значи, јавниот простор, по дефиниција, Уставот на Република Македонија е граѓански. Суверенитетот на оваа држава, и се извинувам, суверенитетот на оваа држава е во секој граѓанин. А граѓаните имаат повеќе идентитети. Значи, јас како граѓанин сум македонец и православен христијанин, или имам ваква или онаква политичка, идеолошка насока, вкусови, доживување, така натаму. Значи, во една демократска држава, која претендира да биде вистинска демократска држава, треба да имаме разбирање, и секуларизмот е всушност во суштина тоа. Сите кои сме различни да знаеме како да си го договориме нашето заедничко живење како граѓани. Значи, во дадениот контекст, тоа господјата Марија што го кажа, конкретно мислеше на ставот на Најчевска. Таа отворено си кажа од кои причини не и се допаѓа тоа. Тоа е незино право, апсолутно, како што таа и за многу други работи се искажува, и никој против тоа ништо не говори. Тоа е незино доживување на светот. Таа тоа го кажува. Најчевска бидеме коректни, јас ги објасна работите Најчевска на Facebook и на интернет. Значи, јас како представник на црквата, значи и како свештенослужител и како член на црковната заедница, ги говорам дека тука не се работи за никаква индоктринација. Тоа е страшен збор. Се работи за наши деца, повозрасни, помали, така натаму. Родителите беа со своите деца на таа поворка. Родителите доаѓаа кога се поучувавме заедно за таа песмичка заедно со своите деца. И на крај на крајвите, да не заборавиме, суштината на се, чив роден ден ние славевме, чив спомен на Исус Христос. Значи, има ли поголема личност, по-суштинска личност? Ма јас, тоа е моментот што никој не сага да го спомне. Значи, ние сето тоа го правевме во името Негово, во името на Исус Христос. Значи, не на овој, на оној. А имаме апсолутно право и атеистите да се соберат и да се повикуваат, да се направат некоја поворка. Едно кратко прашање. Не е видно. Поаѓате дедуктивно од позиција дека во суштина станува збор за демократски капацитет или дека сите ги искористуваме демократските механизми. Дали го сметате истото и за други заедници, да кажеме сексуалните заедници во јавноста? Знам дека со дрва и со камења фрлате по нив. Тука може да се говори за вредности. За вредности. За вредности тука се веќе други работи. Добро. Но на демократски план, јас еве и на оваа маса тоа сум говорил. Јас како човек кој ја почитувам демократијата, имам апсолутно разбирање за различити ставови, дури и за различити вредности. Добро. Но јас со тоа не се сложам, како што, например, Најчевска или било кој друг не се сложува со Ве молам да не се Најчевска кој што се но ние мораме да имаме разбирање и за други што не размислува како што размислуваме и ние. И мислам дека црквата тоа го покажува како. Ние пред да влеземе во студио, почнеме да се пребројуваме кој е верник, кој е агностик, кој е атеист, па уште да почнеме партиски книжки да вадиме. Се надевам нема меѓу нас од владеачката структура некоја партиска книжка, а многу малку збориме за човечки и хумани вредности. Оно што сакам да го кажам, треба да бидеме малце чувствителни кон другите етнички заедници, посебно во овој момент, затоа што јас се сеќавам кога го актуализиравме проблемот со градинката само како научник, како асистент, така да со градинката Блед, ако се сеќаваш. Покажувате со прскон мене како да сакате априори да ме утачите. Добро, така не беше намерно, извини. Добро. Кон другите верски, значи заедници, кога реагиравме за Блета, за пчела, градинката, каде што имаше голем би рекол атак од страна на мнозинството во државата дека таму се врши верска индоктринација на децата да ги учат на молитви, дека тоа е право само во својот дом
и во исламска верска заедница тие сакаат да го официализираат на некој начин блета како форма градинка каде што ќе може да се учи и исламското учење, тогаш некако не погодува толку. Сега има пак контра на сето. Господине, само момент. Се извинувам, само едно прашање прво директно во однос на ова, бидејќи отец Ивица рече дека бил и директен сведок на целата ова организација. Еве, сите ги паметиме, спомна веќе еднаш коледарските песни. Што од ова не се согласивте дека ова е ново компонирано? Што од оваа иконографија на звезди, на пејачи кои што ја водат по ворката, градоначалници кои што ја водат по ворката, ве подсетува на нешто што асоцира и можете да го најдете во книгите како традиционален образ? Значи вака сега, Боби, ако сериозно го поставаш прашањето. Најсериозно. На што ве асоцираат звездите, на што ве асоцираат овие колевки кои што се носат, бидејќи на крајот на краиштата околу самите тие работи има несогласување во Не е црквата. точно тоа. Значи прво и основно, мудреците од исток биле водени од звезда. Што значи тоа? Што се подразбира по таа звезда, тоа е многу широка тема, теолошки и така натаму и така. Но тоа е таа звездата која ги водела мудреците од исток и застанала над местото каде што се родил нашиот спасител. А нашиот спасител се родил во пештера. Таму каде што биле и животните. Зошто? Во рок од 3 дена пред и по божикните празници можеа да се прочитаат најмалку 3 различни статии од тројца различни владици на Македонската православна црква за тоа како треба да изгледа пештерата. И која по чие влијание е направена. Доаѓаме до вториот елемент. Вие велите оваа песна, која што е од византиско време вечниот Бог, се извинувам што јас ја нареков ново компонирана, меѓутоа не изгледа ново компонирана бидејќи сега се појавува. Вие велите дека ова похристијанска од Коледе Леде која е магиска и глупава. Да. Неприлична. Еве, Боби, пошто ми кажавте дека сте оделен на коледарските како млади, еве, дали се сеќаваш на зборовите на таа песна? Коледе Леде, умрело теле, баба го плачи. Добро, која е големата вистина за која што вие се залагате и говорите? Јас ви посочувам 3 примери. 3 различни ставови на тројца владици за пештерата. Значи, не знам во која смисла, во естетска смисла секој може да говори што сака. Во естетска и во содржинска. Да, значи вака сега. Значи, целиот овој процес со Бадниковата поврка во себе има една единствена порака, а тоа е достоинствено да го празнуваме настанот, односно спомен денот, кога се роди спасителот на човештвото, кога се роди Исус Христос. Сега некој го доживува како спасител на човештвото, како Месија, некој го доживува како мудрец и така натаму. Секој од нас на различен начин си го доживува, но сите што сме тука, јас апсолутно сум сигурен дека може да каже дека Исус Христос е човек, ако говориме само како човек, дека е човек од кого целото човештво многу научило. И од неговата личност, и од неговите дела, а да не говорам од неговите зборови. И од сето тоа што он го има направено. И сега, зарем е лошо кога ќе се соберат луѓе кои се декларираат како негови ученици за да се биде православен христијанин. Ајде да не одиме по религија, конкретно прашање. Ама како сега? Не може така, Боби, ти се молам сега. Може едно лично прашање? Може, повели. Имате деца? Имам. Дали би ги пуштиле да ја пеат Коледе Леде која што еве Јас не ги пуштав моите деца да пеат таа песна. Моите деца ја знаат вечниот Бог. Зошто? Затоа што таа првата е крајно неприлична и нема никаква логика во себе си. А вечниот Бог ја има целата порака на Христовото доаѓање. Уште едно прашање па Америка. Како нема, па слушнете ги зборовите, па тоа е. Зар треба човек да биде академик за да направи паралелно да ги стави двете песни па да види кој има порака и суштина. Бидејќи говорите за вредности, бидејќи говорите за вредности и за вистина. Која е вистината?
делењето на малку е друга темата, меѓутоа еве во името на вистината. Која е црковната вистина во заделењето на бадниковите гранчиња, ќуповите за кумовите, кои што чекајте сега. Во Скопје ги благословува архиепископот кој што е и поглавен и тоа се народни традиции кои влегуваат во Струмица владиката вели не го правите тоа не е православно. Значи вака сега. За која вистина говориме? И сега имаме нешто трето ново компонирано. Редиме фактографски елементи. Не, фактографски, ама прво треба да се оделат традициите кои се поттикнати од самиот народ. А друго е нешто, она што ние го нарекуваме предание или учење на црквата, животот на црквата, како заедница на Христови ученици. Значи, не велам дека во животот на црквата немало ова влијание од човечките традиции, но вистинските, автентичните ученици Христови сакаат својата вера, односно својата доверба во својот Спасител, Господ, Учител, да ја практикува така како што тој ни заповедал. Па тоа е христијанството. Сето тоа се прави во дух на љубов, во дух на радост, во дух на спасение од злото, од гревот, од незнаењето, од индоктринација со незнаење. Значи, ние нашите деца ги учиме да знаат, ги учиме да бидат љубопетни, да бидат отворени за вистинските вредности. Ќе препуштам збор на гостиве, меѓутоа само уште една забелешка. Сето ова што ми го кажавте или не ми го кажавте околу различните вистини на црквите и каде е вистината на црквата, говори дека ние тука не можеме да говориме како за црква, како извор на морална вредност, туку како за служител на одредени центри на моќ. Ова не е така. Се извртуваат нештата, не се извртуваат. Јас говорам што е учењето на црквата, што се човечки традиции. И црквата со некои човечки традиции кои се проблематични, не се сложува и ги отстранува. Добро, може вака сега малце да се вратиме посериозно. Мора да сватиме дека кога еден обред излегува од дворот на самата црква, тој веќе не може да се чита и да се отчитува со религиозна категоризација. И тука е целиот проблем. Сега тоа бил спасител, бил не знам шо, на ули. За нас е спасител. За вас е спасител, меѓутоа во црквата. Надвор од црквата ние ќе го отчитуваме со политички вокабулари, со политичка номенклатура. Па сите ние кои што се грижиме. Прашајте не нас, ние ќе ви објасниме. Ама што ќе објасните, вие мислам дека самите не знаете. Еден вика вака, други вика така, на кој да му веруваме ние? Добро, еве соберете ни, прашете ни и ќе видите што е вистината. Јавниот простор сметам дека дека не може да се поплавува со религиозна тематика. Да се доискажам, сега мислам дека да. Она што се случува во самата црква, нека си остане во самата црква, немам против. Дури немам против во најзнаменитите празници да се чествува и тоа да биде малку со ова како се ка висока децибелажа. Мора да сватиме и она што претходно ве кажав, дека во суштина црквата не можеме, односно религијата во суштина, не можеме да исклучиме од јавноста. Никако исклучување затоа што ќе се врати после тоа на голема врата. Односно ќе се врати преку прозорец, па после тоа преку врата и тоа ова како е така натаму. Не па тоа сакам да кажам, дека не можеме да ја исклучиме. Има тоа се ова како се ставовите на ова вулгарниот, како да кажам, секуларизам, кој што во суштина од сите сфери сака да исклучи и сметам дека не можеме да исклучиме. Меѓутоа треба да изградите јазик, треба да имате консензус внатре и политичките теми да ги третирате на суверен и релевантен политички јазик, а не во суштина да изигравате, многу често изигравате вие туку зборувам за религиозните како се установи и институции портпароли на ова како се самите политички партии. Ова како се значи многу често. Мислам дека станува збор, мислам дека ќе мора да ја сватиме границата и дека таа граница не е толку растеглива како што некој може.
дефинираме границата во Македонија. Зборувате за песните. Тие песни за кои што вие ги сметате богохулни. Токму тие во минатото биле прифатени и од страна на религијата, и од страна на, како да кажам, јавноста, која што е секуларна или не е секуларна, без разлика биле. Па затоа јас прашам што е вистината и каде е тие вистината. секуларни песнички, секуларни, како да кажам, обреди. Не се секул, тие се магиски. Добро. Магиски. Ама повторно вие зборувате со религиски јазик. И религискиот јазик сакате Ама јас да сега го да ви транспонирате говорам за нешто што има на религиска општествено тло. конотација, во себе Не си има можете религиски тоа конотации, така. Ама сега. не можете затоа што реакцијата Добро, да е многу говориме силна. со јазикот на хемијата, на физиката, не, на... со политички јазик. Добро. Ама до вчера затоа што станува обичаи Имено. благословува. Не сме, тоа не е точно. И внимавајте, и да ставот објаснам? дури на професорката Најчевска беше дека во суштина религијата ја смета за многу значајна приказна Дел од традицијата, дел на личното и така натаму, не е Најчевска тука да не ја споменуваме. Добро, само сакам да кажам поради тоа што ја спомнав неколку пати. Мериглен прво, кој со кого и зашто кокетираше? Политиката со црквата, црквата со политичарите или взаемно? До претходната, како се вика, гарнитура, мислам дека црквата кокетираше со власта и подека црквата беше таа која што условно кажано се упикуваше. Сега го имаме спротивниот ова како се вика тренд, па затоа што сметам дека државата, односно политичката партија која што е фактички на власт, не може да се откажи од тие структури на моќта и предструктури на моќта кои што во суштина и даваат поголем комодитет а со тоа и прави репродукција на цел постојан политичко вредносен систем кој што функционира во самата држава. Ајде, јас сум секогаш подиректен да прашам затоа што последната гарнитура си имаше свој владика, а постојнава има само си имаше свој поглавар, а сегашнава има само свој отец или владика? Па не знам, значи тука не можам тоа да го како се поделам. Така затоа што во рамки на па самото МПЦ поверувам дека има и познавам такви кои што се многу прогресивни, кои што и чии глас не може да дојде па се уште па во јавноста. Меѓутоа сакам да кажам уште оној па битен момент кој е поврзан со самата како се вика црква. Православната црква има многу моќ. Има и символичка моќ и економска моќ. Во овие 20 и кусуро години постојано беа експлоатирани теми во јавноста кои што сметам дека не го подобруваа животот на граѓаните, односно на самите христијани следбеници на самата црква. Сметам дека вие, како презвитер кој што сте како се вика респектабилен во вашиот свет, дека ќе треба почесто да се занимавате со експлоатацијата на работниците, со приватизацијата, и со олигарси. И со проблемот на загадениот воздух и со тоа се занимаваме. Точно така, колку се занимавате со родниците кои што се градат и кои што значат смрт за едно. Тука сме. Па за еден цел регион и смрти за нашите луѓе тамо без разлика. На црквата, црковното, духовното, а не земското, тоа е едно од правилата. И друга перспектива уште ова. Колку ги критикувате и што им зборувате на олигарсите кои што насекаде градат цркви и нивните па имате фрескописи со нивните како лица. титори, да. Па да, како титори, како подарувачи на црква. Да. Можам да кажам дека еден добар процент од членовите на црквата не се согласуваат со сето тоа. Имаат свој став таков како што се го имаат. А каде е тој став во јавност да го слушнеме? Пака сега, црквата има и своја внатрешна јавност. И ние кога говориме за отворени прашања, говориме затоа што ние сме заедница. Океј. Вие рековте дека се грижите и за чистиот воздух, здрава животна средина. Супер. Може ли едно принципиелно прашање околу нашата натамошна екзистенција? Да. Темата е многу. Се случува екоцид во Македонија. Се случува. А причината која е? Само момент. Се случува екоцид.
Па причината е давнешна и сегашна Нема, и... која е причината, драги? Причината е не морал од кај некои луѓе кои се Ама е, корумпирани. спомна за олигарси, спомна за олигарси. Кој направи? Па тоа е спомна тоа, па за ние профит. отворено говориме против корупција, Спомна против криминал, корупција. против клиентелизам, против ситни души во Македонија еден куп. Па ние сме последица, овој народ е загадуван и морално И духовно. и еколошки. И еколошки. Точно, Супер. јас сум согласен со тебе. Ајде да се договориме Океј, бе, сега да да се направиме вратиме. поворка за чист воздух. Ја ќе застанам до тебе. Тоа сакав да го кажам. Одма бе брате, Да па направиме готово тоа. затоа што се не, договоривте за тоа да се вратиме на темата околу Веднаш, духовното ние со и име и презиме ќе ги повикаме луѓето. Нема да ни останат верници во Македонија со екоцид, едноставно ќе изумреме. во ред. Да се И вратиме уште сега на генерално, темата генерално ова морам да го кажам. Ние политичкото немаме против, загадување и немаме против во контаминација. верските објекти, верските веронаука, значи верата да се изучува, верското учење, во Ама црковни то- објекти, ама не е само црковни верското објекти, тука. Не е само верско. Се враќаме Бемо, во Само момент. 90-тите години. Тоа е Ма тој Ма тој не е демократски начин на размислување. Јавниот За- простор не е само Ама- на овој или на овој, ама тој е едно наш, е а ние манифест- треба да се ама договориме едно е заеднички да го живееме. Едно е Па манифестација. ова е манифестација. Ние не одиме секој ден Океј, на площад да држиме проповеди. значи ги разделивме. Не е Разделивме. индоктринација, тука е манифестација. Драги, целата приказка е што Океј. ние во Македонија треба малце подетално да дефинираме што се подразбира Океј. по секуларизам во македонски Тоа контекст. ќе го оставиме Оте во продолжение. Тоа е прашање. Идеме вака, значи заедно со црквата кај градоначалниците да направиме марш, Јас доаѓам со поворки тебе. за чист Готово. воздух со 7500 Во ред. деца. 10 Краток одговор на Договорено. истото Готово. прашање и од вас, кој со кого повеќе кокетираше овој пат, особено со оваа поворка? Па јас мислам дека се забележува дека прво искрено да ви кажам, толку приоритети има ова актуелна власт и ја доби довербата, би рекол баш за еколошките прашања. Дури се сеќавам сите тие градоначалници потпишуваа доброволно дека ќе се залагаат за еколошката платформа за чист воздух и тоа им беше голема придобивка во кај гласачкото тело. Така да јас затоа ги фокусирам. Значи, таму треба да се решава проблемот. Ова е манифестација, не е индоктринација. точно Така се го сложувам. дефинирам. Океј, ако е манифестација, не е индоктринација, тогаш оставам на тоа дека има политичко и популистичко додворување на актуелната власт кон црква. Во ред. Отец Тоа е мое мислење. бидејќи и организаторите и црквата официјални представници, вие сте во лично својство тука Така е. официјални представници со И кои како што разговарав денеска. Пријател на оваа емисија. Да, ви благодарам за тоа. И официјални представници кои што разговарав со нив денеска рекоа дека нема тука никаква поврзаност. Меѓутоа, ова е една брошура, книга, едно Брошура. која што ја имаше во Напишана од архимандритот пакетчињата. Партени. Да, напишана е од Човекот кој архимандритот Партени. најдлабоко се вложи со И целото така свое натаму, срце и молитва и во љубов ред, за во ова ред. да се случи Она што што е се случи. симптоматично е знае. дека ова е Ништо лошо тоа. ова е книга и тука вели ова е книга дар од една издавачка куќа, не мора да Добро. ја споменуваме, нејзино ја А не може да подарила. има дар? Може да има Што апсолутно има дар. лошо? Тиражот е 7000 примероци. Слава на Бога. Официјално нема никаква соработка. Ова е брошура во собственост, заведена со каталошки број на Бигорскиот манастир. Пишува таму И, кој да, е авторот, се пишува и каталошкиот Значи, број ништо и не се. е- И оваа книга случајно се наоѓа во пакетчињата кои што се Не е делат, случајно. а Не е во нив случајно. има Па дека не е смоки, случајно. Не е случајно. соленки, Па тука е. бисквити и да не Ама набројувам. јас се така извинувам, натаму. ама Зошто- Боби ти се зошто волам се пакетчето бега- го видиш. зошто Што се пишува на пакетчето? Бадникова поворка. А зошто Значи, се крие поврзаноста на една Не со се друга крие. или соработката? Не се крие. Па еве Прво Саздова и не основно, признава. Не се крие. Ова книга веројатно не паднала од Бигорскиот небо во манастир пакетчето. воопшто не го крие сето ова што самиот Бигорски манастир и архимандритот Партени го прават. Значи, архимандритот Партени Значи, имало отворено, па соработка. нема зашто да се крие, па ништо имало лошо не прават соработка. Па луѓето. зошто организаторите не признаваат? Во која смисла да признаат? Соработка, дека имало соработка со црквата. Леле, Боби, се извинувам се. Кога ќе се каже црква, значи по црква
се подразбира две нешта. Црква како институција, значи дали тие соработувале со синодот и синодот им дал нив зелено светло, или како членови на црквата со помош на архимандритот Партени и Бигорскиот манастир, или со помош на отец Ивици и останатите. Ама така, ако тргнеме, архимандритот не може ништо без надлежниот владика и така натаму. Добро, одиме на реклами, и на крај крајот тие тоа се членови на црквата и што е најбитно, кога ќе се погледне ова брошурче е посветено на личноста за нас, Богочовекот Христос, кој е она личност која го мотивира моралот кај човекот. Го воздигнува моралот кај човекот. А ние кукаме денеска дека немаме морал и дека нашето општество се гуши. Како да има морал? Па точно, зошто сме во сиромаштија? Затоа што некој краде. Зошто сме загадени? Затоа што има корупција. Затоа што се луѓето неморални, затоа што не веруваат во вредности и не веруваат во изворот на вредноста. За нас христијаните суштинскиот извор на вредноста е Исус Христос. И ова се прави во негово име. За вредностите кои што ги шири или не ги шири црквата и сето она околу тенката црвена линија меѓу секуларизмот или злоупотребата на верата, по кратката пауза за реклами. Топ тема на ваша страна. Продолжуваме понатаму. Отец Ивица Тодоров, Мери Глендемири и Драги Змијанац се вечерва мои гости на тема божикните поворки како манипулација на децата за верски и политички цели или не. Она што несомнено предизвика огромни реакции во јавноста е мешањето на градоначалниците, од што произлегува и оценките за кршење на уставот и законите за секуларноста на државата. Кои градоначалници, како и на кој начин ја поддржаа поворката и зошто бегаат сега од одговорите зошто тоа го направија, и деталите ги има Сања Јовановиќ. Покрај општината Карпош, песната Вечниот Бог се пееше и пред сите останати, со исклучок на Прилеп. Ги пречекаа лично градоначалниците, со раце полни со подароци, составени од овошји и чоколади. Општина Карпош денес се приклучи на големото одбележување на христијанскиот празник Бадник. Оваа година имаше можност нашите најмлади карпошанчиња од основните училишта кои се заинтересирани да бидат дел од овој голем настан. Дел од единиците на локалната самоуправа дури и се вклучија во организација на манифестацијата Бадникови поворки, овозможувајќи им на децата да бидат организирано однесени до црквите. Од нивна страна биле испратени дописи со кои што се утврдуваат процедурите за собирање потписи за родителска согласност за децата да дојдат на Бадниковата поворка. Конкретно за општина Кисела Вода, во 10 часот и 30 минути, децата од основните училишта, доброволно во придружба на родител или старател, ќе дојдат пред општинската зграда, како коледарчиња да го поздрават таткото на општината и до 11 часот нивен домаќин. Чајче, мандарини, оревчиња, бомбони. Градоначалникот ќе си ги дарува дечињата. Најголемиот дел од градоначалниците денеска молча и не одговараа на нашите повици. Единствените кои се согласија да зборуваат во однос на сите отворени прашања беа градоначалниците на Карпош и на Штип. Богоев ги отфрла обвинувањата на дел од јавноста дека станува збор за загрозување на секуларноста и злоупотреба на ученици. Според него, никому не му било наложено да дојде, а покри дозволи од родителите, поголем дел од децата дошле во придружба на еден од нив. Здруженијето Бадникови поворки од општината само побарала да ги прими децата и да им даде скромни подароци. Бев на верски празники кај моите сограѓани од исламска вероисповест, а ќе одем и кај србите, ромите, власите, вели Богоев. Со сличен став излезе градоначалникот на Штип. Треба да работиме на различностите, вели Бочварски. Ги примивме дечињата, бидејќи не сакавме да се доведе во ситуација да ги дискриминираме овие деца во однос на сите други дечиња кои што ги примивме во претходниот период. Во претходниот период јас како градоначалник остварив повеќе од 500 поединечни средби со различни граѓани и многу групни средби со различни здруженија на граѓани и со различни групи на дечиња од различни институции кои што побараа да остварат средба со мене. Обвинувањата за загрозување на секуларност и правата на децата ги отфрла и црквата. Овие тези премногу често се користат и им се дава погрешен контекст, а со тоа треба да се престане, вели отец Бобан Митевски. Според него црквата не се меша во политиката, но тоа не значи дека верските чувства не може да се изразат на улица или на простор кој е општествен. Па јас сум видел деца и на штрајковите за подобар воздух во Скопје. Јас видов деца и на некои иницијативи политички,
шарени револуции за заедничка Македонија и така натаму. И сега никој тогаш не се побуни кога дојде верското и религиозното, а каде што повторно ќе кажам, децата пеат и го слават Бога, не правејќи ништо што е нешто недолично и не повикуваат на нешто против другиот, сега тоа почна да пречи. Манифестацијата, вели отец Бобан, треба да го врати вистинскиот начин на коледарење. Од тука песната Вечниот Бог треба да ја замени до сегашната. Се мешаат термини кои што за развитокот на детето се недобри, од друга страна ниту го изразуваат на некој начин божки. Педагошки пораки учениците обично најчесто добиваат од наставниците. Овој пат голем дел од нив одлучија да станат дел од бадниковите поворки. Некој застана веднаш до градоначалниците. Овие дечиња сите со добра волја на нивните родители прифатија денес да дојдеме овде, да испееме, да го навестиме раѓањето Христово Божи и сите заедно да се зарадуваме. Од Министерството за образование соопштија дека денеска се веќе испратени просветни инспектори во сите училишта. На територија на цела држава во градските подрачја излезени се инспектори на вонреден инспекторски надзор. Целта е да ги испитаат сите индиции за евентуално верско дејствување и организирање во училиштата. Законот предвидува парична казна од 3500 до 4000 евра за прекршок на основните училишта ако реализирале политичко или верско делување и организирање. Од ресорното министерство соопштуваат дека станува збор за период кога учениците се на зимски распуст, кога нивните родители го организираат користењето на слободното време и активностите на нивните деца. Ете тоа, дебатата продолжи и во текот додека траеше прилогот. Тоа беа аргументите за и против на дел од градоначалниците. Пред да преминеме на оној општ сегмент околу разбирањето или неразбирањето на секуларизацијата, таа црвена линија помеѓу мешањето на државата и така натаму како завршница. Змијанец, само едно конкретно прашање. На терен се е народниот правобранител, на терен се и просветните инспектори. Ова е соопштение од се уште стои на интернет страницата на општина Карпош. И во него, меѓу другото, се вели: повеќе од 150 деца, ученици од основните училишта на територијата на Карпош, придружувани од своите родители и наставници, активно учествуваа на денешното Бадниково дефиле кое ги обедини учениците од сите скопски општини. Топло и коледарско добре дојде и му упати градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев. Празнично и неформално разговараа со него, ги споделија своите желби и замисли на личен план и така натаму и така натаму. Дали на било кој просветен инспектор му е потребно нешто, некој поголем доказ за прекршување на уставот и законите и на законот за високо образование од ова соопштение кое што еве го имаме и на видеоците? Па јас денеска кажав дека во една изјава дека е ценам што Министерството за образование и наука има критичен став и однос кон оваа појава и овој настан кој се случи во однос на инволвирање со логистичка подршка од страна на училиштата и наставниците во училиштата за, не знам дали да кажам, за обезбедување на токав број на деца за присуство на овој настан, но она што исто така морам да кажам и очекувам дека ќе бидат објективни во оценката и навистина ова може да им послужи како доказен материјал. Оно што не можам да го разберам генерално кај политичарите, забележав и пред Нова година и за време на Божик, самите нивни ликови и лица една пресрекна ситуација на насмевка, веселост, обкружено со деца околу нив. И упорно се обидувам да им укажам дека секое сликање со деца, независно дури и да има согласност од родител, е на некој начин злоупотреба од аспект на тоа каде што себе си даваат на значење во една, би рекол, популистички начин, на содржински. Сите тие имаат многу поголеми приоритети во решавање на проблемот кои проблемите кои ги има децата и како што нагласив со отец Ивица падна договор на 10.000 граѓанки, граѓани, родители, родителки. Ќе ве следиме во таа иницијатива. Не, ова ми е многу добра поента. Тогаш на вистина и градоначалниците кои ќе им испорачаме мерки за чист воздух, здрава животна средина, заградена почва, заедно со сите конфесии,
со сите религии, бидејќи сите го дишеме овој воздух, сите сме засегнати. нема да има верници ако вака продолжи, дури и неверници, и атеисти и агностици, ќе се изумреме еден по еден. Мислам дека ова е топ тема, топ поента од овој денешен дебата. И тука може да се соочиме со дебата со која што мериглен се соочивме овие денови, а тоа беше практично еден невиден судар на социјалните мрежи меѓу атеистите и верниците, една општа напати, хистерична дебата, напати и стручна, која што еве го отвари и ова моје последно прашање, бидејќи очигледно е дека ние не можеме да говориме за апсолутен лаицизам. Меѓутоа, колку имаме вистинско разбирање, вистинско дефинирање на поимот на секуларноста и колку сето тоа се замаглува низ верска индоктринација од лукративни цели и причини, без оглед дали се се извинувам, на страна поттикнати од црквата или од политиката. Па добро, ќе се обидам фактички да одговорам на сите прашања, пошто неколку прашања имаше тука, меѓутоа брзам со времето затоа. Да, добро. Значи сакам да кажам, па сметам дека во суштина не треба да се направи дихотомијата, односно судирот дека тоа се атеисти од една страна и од друга страна дека се, како да кажеме, религиозни фанатици или што ти знам така натаму. Туку се луѓе кои што во суштина гаат во себе си некакви идеи кои одат во насока на афирмација на тезата на секуларност. Во Македонија можам да кажам дека религијата е повеќе од потребно присутна во јавност. Повеќе од потребно присутна во јавност и се уште имате поворки, имате што ти знам вакви, како се вика, па манифестации кои што во суштина и онака узурпираниот простор, јавниот простор и се доузурпира или се дозаптисува, заптисан е целиот простор. И имате кај да се свртите, имате или џамија, или имате црква, имате крстовина секаде, и во суштина антагонизмот не оди на онија како се вика подрачја, класен антагонизам, туку ова фактички оди на културен, односно религиозен антагонизам. И во Македонија се инсталира, односно тој веќе е инсталиран во 2001 година. Имаме антагонизам кој што е религиозен. Тоа е мој став, сега не мора да се сложите ни со мене, јас сакам да кажам, затоа што постојано се гаат, јавноста се пополнува на ваков фолклорен начин, кај што не се стимулира критичкото мислење. Нема критичко мислење. Туку во суштина имаме ние догматско прифаќање и навивачко репродуцирање на самиот религиски сентимент. И homo religius во суштина е се присутен во ова, како се вика, самото општество. Но колку може религијата да се затвори, бидејќи очигледно не може да остане дел само од приватното и личното, колку може да се затвори во еден дел од јавниот простор и тоа да не биде своевидна идеолошки диригирана секуларизација. Не, видете сега, многу е битна работата, многу е битен позицијата, битна е позицијата на самите религии. Православната црква е етнофилетистичка црква, така? Имаме ние Македонска православна црква. Што значи тоа? Дека дека МПЦ во суштина е блиска до најдоминантната етничка заедница која што во суштина државата која што ја знаеме како национална држава, без разлика колку е или не е, се значи во многу близок однос. И во суштина црквата никако не се дели од моќта. Доколку црквата му пркоси на моќта и создава култура и практика, а пред се динамика и критика на моќта, а тоа
Тоа е она што преќе јас па фактички па го кажав. Дека станува збор за олигарси. Вие не се делите од олигарсите затоа што олигарсите ви овозможуваат вас Мерцедес и БМВ. Затоа не се лажиме. Не се делите од држава. Добро. Не се дели црквата. Еве на владиците ние да владика не вози помала кола од... Боби, извини. Не се дели црквата од политичките партии кои што се во власт. Зошто? Затоа што на таков начин тие постојано мешетарат и постојано имаат блиски односи со самата моќ. И ова што го гледаме тука, на пример, самите деца. Па фактички ќе каже некој дека детето во суштина па не било прашано, меѓутоа родителите биле прашани. Пак имаме авторитет кој што е над самото дете. Јас како сега припаѓам на таа интелектуална профилираност која што верува дека во суштина изборот мора да е секогаш радикален и секогаш мора на децата да им се даде избор до крај. Доколку детето не е во состојба да може да избира, аз сметам дека горе-долу има некоја маргина до која што може да избира, сметам дека не треба да се форсира. И затоа мислам дека ова има врска со една длабока индоктринација во која што е вклучена и самата држава. И на самата држава како дисеминатор на знаење, дисеминатор на култури, на идентитети, ова статус кво позиција и ситуација му одговара уште повеќе што со голем интензитет таа се конзервира и ние ќе очекуваме од овие млади деца кои ќе пораснат за 10 години да бидат гласачи на политичка партија која што ќе ги гаи тие вредности. Што бараме ние нешто друго после тоа, каква етина бараме? Мислам искрено правиме муавица И тука доаѓаме до прашање до вас отец Ивица. Значи неспорно е дека религијата, верата, учењето на религиите, етиката на религиите може да биде извор и на морал, и на вредности, и на традиции, и на идентитет. Меѓутоа само доколку црквата не е во служба на центри на политички, на некој центар на политичка моќ, а ја слушнавме дефиницијата на Мериглен, или пак не Мариглен, се извинувам, ова ми е лапсус кој што нема никој, ретко ми се случува, меѓутоа со ова се секогаш. Да, нема. Се извинувам. Се чини дека МПЦ е постојано некако или во функција на одредени политички центри, или пак тоа го прави од своји лукративни цели. Значи, повторно ќе го отворам прашањето. Што се Немаме многу подразбира време. под МПЦ? Значи, синодот... Под МПЦ се подразбира црквата како црква, синодот со сите сега... владици кои што возат мерцедеси, дури народ нема што да јаде или не може да биде погребан ако нема пари, и под МПЦ се подразбира тоа. Се останато е друго. Значи, под МПЦ, гледано евангелски, еклесиолошки и така натаму, се Гледано подразбира практично, хиерархиски, така како што е поставено во Христова, Македонија. односно народот Божи во Македонија. Некој представник на тој народ живее евангелски, живее според вредностите на тој што се роди за нас, живее според вистината на нашиот Спасител, некој е во таа заедница од нему познати мотиви и цели. Сега, кој за што влегол и кој за што работи и кој е неговиот мотив, секој ќе си одговара, затоа што имаме ние совест, а доколку замолкне совеста, ние одговараме пред Господа. И самиот Христос, ако доволно внимателно се чита Евангелието, говори за тоа каква одговорност имаат свештенослужителите на црквата. Но, повторно ќе кажам, една работа е кога се говори за Македонска православна црква, Охридска архиепископија како институција, односно како оние кои ја представуваат таа институција пред државата, политичките партии и така натаму. Знаете вие за кого се говори и кој ја представува и за нив ве прашува. Ама тие се многу мал процент. Огромен процент од Македонската православна црква се тие, ајде да ги наречам, обични верници, иако за Господ нема обични или необични верници, сите сме ние необични, затоа што пред Господа сите сме ние оригинални, неповторливи личности. Меѓутоа се тие тоа олицетворение на црквата кој што го дава впечатокот за црквата таков како што е? Па се добро, некогаш е ваков, некогаш онего, се зависи од која позиција ги гледаме нештата. Не велам дека
нештата не треба да се сменат. И како јас однатре говорам дека ние како Македонска православна црква, Охридска архиепископија, особено на план на институција, треба сериозно да работиме на PR-от, на public relation, однос со јавноста. Значи, тука имаме голем минус и треба сериозно да поработиме на тоа. Тука се согласувам во однос на она што и претходните мои учесници во разговорот го говореа, дека ние живееме во демократско општество, треба да се дефинира секуларизмот, што навистина ние подразбираме под секуларизам во Република Македонија, и треба да поразмислиме и за јазикот со кој влегуваме во јавниот простор. Тука одиме, ќе ви дадам завршен збор, меѓутоа одиме со уште една изјава од заменик народниот правобранител Васка Бајрамовска, која е оценката на оваа институција која што исто така се вклучи во најавената истрага. Она што нас не загрижува како институција која што посветува посебно внимание за правата на децата е тоа што во последно време зачестуваат таквите појави каде што за жал децата се инволвираат или во политички определени настани или пак се користат или се злоупотребуваат дури за настани како што се овие поврзани со верата и практикувањето на определени верски обичаи. Воопшто не е проблем воспитувањето и одбележувањето на верските обичаи, празници и така натаму во кругот на семејството, во кругот на она како што тоа го практикува определено семејство. Меѓутоа проблемот настанува тогаш кога ќе видите масовно голем број на деца организирано делуваат, посетувајќи определени органи или институции и каде што гледате дека тие не ни се свесни за тоа што се прави со нив. Точно е дека родителите или нивните старатели се тие кои што се грижат за тоа што е најдобро за детето, кој е нивното право или нивниот најдобар интерес во време додека се тие на возраст кога не можат сами да одлучуваат. И токму тука е вистинската поента и апелот на народниот правобранител до родителите да внимаваат во име на практикувањето на определени верски обреди или празници да не им овозможат на другите да ги злоупотребат нивните деца. Едно е практикување во домашна средина, друго е ученици вклучени масовно во одбележување на вакви работи, со што целосно се занемарува секуларниот карактер на државата, а кој што е изречно утврден и во Уставот, меѓутоа и забранет со Законот за основно образование, каде што и политичкото, меѓутоа и верското организирање на децата е недозволиво или забрането. Како институција, имајќи во предвид дека во целиот овој процес немаме орган кој што би можеле да действуваме, бидејќи имаме граѓанска иницијатива, вака, нели, според изјавите во медиумите, сепак отворивме предмет по собствена иницијатива, ќе го следиме од аспект на тоа колку се точни наводите дека вклучувањето на децата, односно подготвувањето на децата за одбележување на еден ваков верски празник е направено во училиштата, траело подолго време и за таа цел ќе се обратиме до надлежното Министерство за образование и наука, ќе бараме преку државниот просветен инспектор да го испита овој навод, односно действувањето во училиштата, со цел заштита на децата од било каква злоупотреба, политичка, верска или било кој друг, што ние како институција го судуваме. Колку е таа тенка линија, да така кажам, меѓу секуларноста и меѓу слободната воја? Так. Таа линија самите кажавте дека е навистина тенка и доколку некој сака да се вади зад тоа дека има согласност од родителите и дека тука нема никакво мешање на или прекршување на уставното начало, тоа лесно може да го направи. Меѓутоа факт е дека овде ја имаме најранливата категорија. Тоа се децата кои што во моментот се на средина помеѓу родителите од една страна и помеѓу црквата во конкретниот случај, затоа што едно е да се практикува определена вера во црква, во црковен обичај со родител, а друго е тоа да го се прави на јасен и толку гломазен начин со вклучување на децата, каде што сите бевме сведоци дека тие за жал пееа песни коледарски, бадниковски и така натаму божикни пред функционери на општини и така натаму. Значи, првенствено никој не требаше да ги прими. Тука е основното начело дека тогаш кога како определен функционер, како определен раководител ти доаѓа во група да примиш определени деца, треба
автоматски да се одбие. Такво нешто за да ги заштитиме децата од било какво влијание, па дури и да е тоа дадено со согласност на родителите. Велите, значи, всушност дека особено е спорно сето ова, не само заради училиштата, не само заради градоначалниците, туку и затоа што ние сме една мултиконфесионална... Секако, секако. Едно е да се учи детето во духот на почитување на различностите, верата, толеранцијата на другите, а друго е кога се организираат деца без да се води сметка за тоа, барем ние немаме сознание, не знам дали ги има граѓанската иницијатива која што ги има организирано децата, дали се тоа припадници на определена верска, на определена вероисповед, односно како се изјаснуваат децата, нивните родители, дали меѓу нив има деца чии што родители се атеисти, деца припадници на друга некоја вероисповед и така натаму, значи треба особено да се внимава во едно општество како што е македонското, затоа што овде не гледам ниту еден елемент на некаква почитување на толеранција, воздигнување во тој степен, отколку, не знам, практикување на определена вера, која што може да остави погрешен впечаток. Суптилни прашања и дилеми искажани од заменик народниот правобранител. Ќе видиме кои ќе бидат наодите од нивната истрага. За крај, еве, завршниот круг отец Ивица би го почнал со вас. Очигледно ќе ни треба и една посебна дебата околу тоа дефинирање на таа црвена линија помеѓу секуларноста и верската индоктринација во македонскиот случај, помогната со политичка инфилтрација. До кога се вакви црковни политики? Значи, прво и основно, се тоа што го слушнав и предналку од господјата, воопшто не соодветствува со реалноста. Значи, просто, пошто ги знам нештата како стојат во реалноста, ова е нешто што не е снимено и би било индискретно да го кажем, но ќе го кажем, рековте, дел од работиве се подготвувани на часови по етика. Не е тоа рушење на... Тоа не е веронаука, тоа се религија, етика на религија, од ново ја почнуваме емисијата. Ако е тоа така, ако на тоа сте биле сведок, тогаш вие тоа е доказ за кршењето и на уставот, и на секуларноста, и на законот за образование. Тоа е повторно проблематичното разбирање на терминот секуларност во македонското општество. Секуларност во македонското општество не значи тотално верата да биде истисната. Од институциите, од институциите. Не е точно тоа. Каде го имаме тоа дефинирано? Канализирано е закон за високо образование, член 11. Господин Змејанец, многу кратко. Отец Ивица кажа дека една од слабите точки на црквата е пиарот. Точно е. Значи јас упатувам еден апел, односи со јавноста, да си го подобрите и за верниците и за неверниците, бидејќи црквата го користи јавниот простор и веќе нема можност за забрана за нејзино делување, да се фокусира кон решавање на горливи проблеми со кои граѓаните се соочуваат, вклучително и верниците. И на тој начин, мислам, навистина ќе се доближите повеќе до реалните потреби на граѓаните. Апсолутно сум согласен и тоа е тоа. И на тоа навистина треба да работиме. Но сепак е поединец, а не бидејќи дебатиравме што е црквата и институциите, Мериглен завршен збор за вас. Сметам дека па не треба црквата да се занимава со она што се нарекува полиси, со она што се нарекува јавни политики, а таа многу често со тоа си се занимава. Исто така сметам дека државата не треба да овозможува вакви искрива вклучувања на самите или злоупотреба на можноста за едно религиско образование, затоа што сметам дека во суштина имаме ние потреба многу други видови на образование, сексуално образование има. И ред други како се вика начини на кои што и потреби за кои што граѓаните имаат насужна потреба поради предизвиците кои што ги носи секојдневниот живот. Тоа е тоа. Ви благодарам на сите што бевте вечерва мои гости и за овој мал придонес кон општата дебата. Благодарам на моите соговорници и просете ме ако случајно бев малце потемпераментиран во некој момент. Ние сме темпераментирани.
Ви благодарам, почитувани, за вниманието. Останете и натаму со програмите на Телма.